Женска хитрост, чита Александар Стадојков. Едно момче селанче отишло на туѓина во еден град и тргнало по чаршија да барат работа. Од дуќан на дуќан позастанувало и дошло до една берберница, та застанало да се обгледува на големото огледало што било во берберницата. Берберо, бидејќи без работа, го викнал момчето в дуќан и го прашал од каде е и што е. Момчето му кажало тиото далечно место и дошло во тој град за късмет да барат некоја работичка. Од кога го испрашал Арно и го познало ти било многу просто, за да може да го излажите и да добиват со него, пресапил со умот нешто. Бидејќи момчето било тамам навреме во годињето, во снагата баш четворен, во лицето како некој тетовско јаболко, црвен и бел, во вегите калеш, како некој најкалеш брав, му рекол берберот: момче бре, еве, ти си дошол на туѓина за да бараш некоја каква да е работа. Ај, послушај ме мене, што ќе ти речам да работиш и да спечелиш со лесно пари. Ама тоа треба да знаеш, што ќе спечелиш денеска ќе си го делеме. Еве, јас ти купувам најубави алишта. Ај, послушај ме бре момче, за да речиш Бог да прости од мене некогаш. Арно мајсторе, бидува, му рекло будалестото момче. Јас ќе те слушам за се што да ми речиш, само некоја паричка да спечал да ја пратам на мајка да вилјаат. Лели, така трај душо, сега ќе видиш колку пари ќе спечалиме. Дај сега да те обричам и острижам и да те однеса в чаршија, да ти купам еден кат убајалишта, му рекол берберот, и го обрикол, го пробедил, да го направил како некој зет, да ти е било да го гледаш. Од кај што беше само од себе лично и од кога го спастри берберо со обричењето и стрижењето, со убаите алишта го пробеди, друг немаше како него во градот. Кој да го видеше, ашик се чинеше. Го зеде по себе и го однесе кај да чешмата, го отурниса да седни на еден камен што си переа жените алиштата. Седи овде, момче, му рекол берберот, и да секоја жена што ќе дојде да залеит вода од чешмава, арно да ја се пулиш во очи и ќе се чиниш мукает. Која ќе ти бавнит со рака, стани и оди по неа дома е. Ако ти речи нешто да историш некој измет, дури ти дајде 2 раце пари, да не му правиш изметот. Од кога седнало момчето на камено, ватиле да идат жени и секоја ќе му се испулела арно на неговата убајна. Во истото време и тој им се пулел на сите во очи со ред. За пакос се погодила една жена и му мавдала со рака. Станало момчето и назорум пошло дома и иззела еден грз пари, да му и донесол на берберот тадуќан да си делеле наполу. Момче, али виде кога ти реков јас ти ќе спечалиме пари? Ами од кога ти спушти жената, што ти рече? Ми рече, пак утре да дојдам и пак ќе ми дајте еден грз пари, му рече момчето. Ами на кое место и беше портата, бре момче? Портата и беше, мајсторе, до фурната од десната страна, која да влегуваш внатре. Ами, која влезе во дворот, што имаше, бре момче? Му рече берберот. Имаше една голема лозница и под лозницата чешма со 2 шопурки, ама не течеше вода, му кажа момчето. Кога чу тоа берберот, кој зеде змија чунки, според како што му кажало момчето, неговата куќа беше била и неговата жена му дала пари на момчето. Проклета жена што си била, си рекол со умот. Чекај јас што ќе ти направам ако те ватам на тој ред што си кинисала. Утрото рано го испуштил момчето да оид пак кај жената што го викнала и тој сам тргнал по него. Кога приближало момчето до портата негоја и влегло, беше се зачудил берберот, чунки си ја знаел жената си најчесна од сите жени во градот. Трчаница пошел до порта, турнал да ја отвори, чунки била затворена, склукал што да може на портата. Кога чула жената му ти приклукала портата, го завиткала момчето во една ругузина и го испраила во еден ќош да стои без да мрда. Молчи, му рече, момче, дори да го испратам човекот што едит.
Од која го услагоди, излезе та ја отвори портата. Налутен берберот затворил портата на клуч и грабнал едно дрво, та ватил да бара вамо тамо дискуќа. Секаде барал, нигде здраво место да остил, жива вода се истопил од мака, што му беше дека не можеше да го најдет. Море домаќине, му рече жената му, што си денеска на овој ал, што бараш нешто? Ја кажи ми мене Белчо, јас го знам. Тој збор не му даат, саде туку барат и никако не му текнуваше да побарат во ругузината. Виде не видеоти ништо не најде, пак се престори и си рече со паметта да не неет неговата порта. Болчејќи си отиде на дуќан да го чекат момчето да дојди и да му кажи кај беше. Откоја го испрати мажа си, берберицата го извади момчето од ругузината и го испушти пак со еден грз пари. Тука де, момче, видео ти ќе спечалиме пари со овој маривец што те научив? Мореардо, маесторе, сполај ти колку за тоа, му рече момчето. Туку да знаиш што зорт сум ми видел денеска? Што зорт виде, бре, ја кажи ме да те чуја? Зортот беше голем, маесторе, туку жена дилми жив ѓалјет. Јас од која влегов натре, туку склука портата, и таа брго ме завитка во една ругузина и ме исправи во еден ќош. Трај тука би рече, дори да го испратам човекот што ќе дојде. Човекот беше бил мажот језер, беше подразбрал троат и ќе грабна едно дрво враце и вати да барат ни сета куќа. Нигде место да избара да не ости. Ардова, во ругузината не му текта да побарат. Ако беше ме даш, опците ало ќе ми го јаде, мајсторе. Ете, тој страв сум ти превидел, мајсторе, да која бара и не ме најде, си отиде и жената му ме изваде од ругузината, да ми даде пак еден грз пари и ме рече утре пак да одам. Кога чу берберот тие зборои, како некој куршум да го удри, ни црна, ни бела не рече. Од што бака му дојде, молчи и мисли за утрото, како да и правите да жената си. Утрото го прати момчето пак да и појдите жената му и тој пак тргна по него да види дали вистина ќе влезет во неговата порта. Кога видел, вистина во неговата порта беше влегол. Пошол до портата и склукал. Едно чуло жената му и го скрила воджак, му отворила портата на мажа си и пак тој тргнал да барал, шуркал, без то здраво не остил да избарано. За воджак не му текнало да побарат. Море домаќине, му рекла жената му, што вака правиш вчера и денеска низ куќава? Како што вака правам, мори курво? Камо го момчето што влезе сега бргу овде, мори? Боженце, сполај ти тебе, да што му го зеде на мојот домаќин умот? Море домаќине, море душко, не чини се како дете и да влегуј во грев да ме земеш на душа, бре? Дали за вака ме знаеш мене, бре, домаќине? Немој, домаќине, не чини се аджамија, не ваѓај си на стопанката имета да ти се бијат чега светот. Оти светот тоа чекаат, сам да се изваиш некој име лошо, ти ќе чекај се после. Да за тоа ти велам, ој би си надуќан и чув не чув, видов не видов. Виде, не виде, пусти бербер, си отиде на дуќан. Берберицата го изваде момчето од оджак и пак беше му дала еден грз пари и беше му да рачала за другиот ден да ја дојдет. Момчето си дошло кај берберот на дуќан и му и дало парите што беше му и дала берберицата и му рекло: да, мајсторе, париве што ми и даде жената, туку и денеска мажот ја дојде, зар пак некој му кажа што вака туку ме бастисува. Сегде побара, саде воджак не му текна, ти ќе куртулисав. Оти, ако беше му текнало да надзри, ќе ме најдеше, ти ќе пусти ќотек што ќе јадев, Господа ми беше на помош. Аби од кога ти испушти, бре, момче, што ти рече жената? Ми рече пак да одам утре, мајсторе. Утрото пак пошло момчето и кога склукал на портата берберот, берберицата го скрила момчето в ковчег. Влегол внатре берберот и ватил да бара. Како бара, здраво место не ости, а не му текнува в ковчег да побарат. Си рекол,
али до овде жената ми да ме слепи и ѓоре мене. Јас куќава ќе ја горам, ама сега де ќе оставам за назад. Отрчал во гумното, зел слама и ја потпалил куќата од сите 4 страни. Спискала жеда, брате мило, коса корлити, мажа си го колдит. Боре, бажу, боре, улав, бажу, да што е оваа твоја улавштина да си гориш куќата, ични заошто. Аби ако си ја гориш својата стока, зошто би гориш и бојата, што сум си ја донесла од кај мајка ми цел ковчег сурума. А ела да не доиш и да не бидиш, барем ковчегот со моите алишта да го изваиме, барем мојве алишта да акуртулисаме, за да не те терам утре нови да ми правиш. Кога и чу тие збори берберот од жената, си отрча и го грабна со жената си ковчего со алиштата, ама и со момчето внатре, да го куртулисаа. Од која догоре куќата си рече берберот субот, и куќата се изгорев, ама и на жената до акму дојдов. Со мене нека мрдако боши. Си отиде на дуќан и се раатиса. Не бича, сете го момчето. Кога го виде, во чудо се виде. Еди, мајсторе, уште троа и ќе изгорев, ако не би извадеше бажот и од жената со ковчегот, кога ја запали бажот и куќата. Ај, момче, бегај се од кај што си дошол, од јас што барав си најдов, му рекол берберот.